Наместо претениците денеска, според деловникот за работа, да гласаат за уставните измени, во собранието си се одржуваат седници на матичните комисии за финансирање и буџет. Пред законодавниот дом, претениците од влајачката коалиција си даваат изјави, а изгласувањето за менувањето на уставот останува да лебди. Поранешниот претседател на собранието, Трајко Велјановски, преку писмо, објаснува дека согласно деловникот, претресот за измена на устав трае 10 работни дена, односно гласањето мора да се случи денеска. Согласно член 196 став 1 од деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, претресот за измена на устав трае 10 работни денови и по завршување на претресот се пристапува кон гласање. Денес на 1 септември завршуваат 10 неработни денови откако беше отворена постапката и завршена расправата за измена на уставот на Сопниската седница број 123, закажана и одржана на 18 август. Во писмото, посочува Велјановски, деловникот не дозволува неизвестност со постапката од толку високо значење, но Џафери се тера по свое, па комотно изјавува дека уставни измени ќе се гласале кога ќе имало услови. На писмото од Велјановски, од кабинетот на Џафери немаа посебен коментар, туку само подсетија на пресконференцијата на спикерот пред 10 дена. Пишува некаде во кое време се свикува седница се одржува? Не пишува. Зошто не пишува? Затоа што за овој материјал, како и што и секој друг материјал што ќе се достави, во глава 5 е пропишана постапка за одржување седници. И тамо законот вика, односно деловникот, седницата ја свикува претседателот на собранието. Од политичка природа, околности за кои што на координација со сите нив сме ги размениле. Премиерот пак, не коментирајќи ја суштината на итноста на собраниската процедура, одлучи да го критикува Велјановски. Во однос на толкувањето на деловникот, ќе ве повикам да разговарате со претседателот на собранието, господинот Џафери, со оглед на тоа дека владата не раководи со седниците на собранието, туку тоа го прави претседателот на собранието. А колку добар претседател на собрание бил господинот Трајко Велјановски, тоа можехме да видиме на 27 април. На 18 август беше гласан само дневниот ред на собраниската седница, чија единствена точка беше потребата за менување на уставот. По кусата расправа, дневниот ред помина со само 70 гласа за од власта, која претходно тврдеше дека има двотретинско мнозинство за да ги спроведе уставните измени.